За жал, тоа мене ми прави комплимент, но не може да се реферира на Уставот од 91 во преамбулата за Уставот од 91. Видите, ова е преамбула на Уставот од 91. Не може да се реферира на Уставот од 91, кој уствари треба допрва да биде создаден теоретски во тој момент. Према тоа е фино, меѓутоа тоа е некаков баланс на, можеби, мислеле на Охридскиот договор, но не може да се реферира во преамбулата на Уставот кој следи, како негова инспирација. Бидејќи во конститутивните традиции се реферира на моменти од историјата кои се случиле пред Уставот. Тоа се тие конститутивни моменти. И не може тука да биде ставен Уставот 91. Сега, за прашањето како ќе биде ставен Охридскиот договор. Значи не е спорно дека тој навистина конститутивно го менува политичкиот систем, го зацврстува и така, тоа не е спорно. Значи тој треба да биде ставен. Океј, но како? Не може да биде ставен, по моје мислење, во истата реченица, каде што се наведени историските документи кои предходат на Уставот од 91 година. Тоа не зборува за неговата важност, туку едноставно не му е тамо место. И некој вака изгледа. Значи, Крушевскиот манифест, Асном референдумот и Охридскиот, кој се случил 2001, се основа за донесување на Уставот 91. Значи, не можете така да го поставите тоа во истата реченица. Овдека мора да измислите нешто, мора друга реченица да постои во дизајнирањето на текстот. Да речеме, а дополнето со Охридскиот рамковен договор, кој после случил 2001 година, или втемелено, дополнето и така. Но треба да се раздвои реченицата на историските конститутивни акти од ова што е дополнение и временски се случува после Уставот од 91. Не можете као претходник на Уставот да го поставите, тоа изгледа нелогично и не може да биде поставено така. Значи, Охридскиот договор да, но треба да се види како, имаме време валјда во оваа расправа, или владо ако има решение може да не го понудиште сега, во таа смисла да се wordingот да се постави поинаку. Јас се согласувам, ова што стои како кои живеат во границите на РМ е потполно непотребен дел на реченицата. Значи може да стои, да отпадне тоа и може да стои во преамбулата, без тоа го читав неколку пати, се подразбира дека се тоа на Републиката граѓани и нема никаква потреба тоа нагласување. Тоа го правевме и со консултација, мисламе јасно. Сега, следниот амандман. Амандман 35 не би го коментирал, тоа е дополна, се чини малку тавтолошка, тоа стално повторуваме дека ние немаме никакви намери да загрозиме. Знаете, малку изгледа како ние да сме Русија, соседите се балтички држави, пони се плашат од ние да не ги загрозиме. Меѓутоа, нас не чини ништо тоа и такво повторување на тоа дека нас немаме намера се мешаме, не е од одмет и во ред и тоа не би го коментирал како додаток на амандманот 35. Сега, амандманот 36. Тука имам неколку коментари. Прво, во првиот став Републиката го штити, гарантира и негува историското и културно наследство на македонскиот народ. Не е вака како што го предлагаа, тоа изгледа рогобатно, што викаше професор Гавер. Меѓутоа, треба поинаку, можеби, ако веќе се инсистира, иначе гарантира идентитет, тоа е чудна работа и малку, но да не отвараме таа работа, ако е потребна се стави, тогаш треба вака да стои. Републиката го штити, гарантира идентитетот и негува историското и културно наследство на македонскиот народ. Точка. Значи, после зборот гарантира, треба да дојде терминот идентитет. Уште еднаш, Републиката го штити, гарантира идентитетот и негува историското и културно наследство на македонскиот народ. Точка. И со тоа се решава на посилен начин од предлогот заштитата на идентитетот, кој директно се споменува. Вториот став не го коментирал, третиот. Републиката се грижи, по моје мислење, треба да стои само диаспората. Не на македонците и другите, него. Републиката се грижи за припадниците на диаспората. Точка. Здраво. Толку треба да стои и тоа подразбира, се знае што е диаспора, не се влегува која диаспора, туку се грижи за припадниците на диаспората.